Часот и 9 минути. Ве поздравувам сите кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. Се разбира и сите останати кои што не следат уште од рано изутрина и ве поканувам да останете со нас и во овој дел, да ги слушнете сите разговори кои што ќе ги направиме со нашите денешни гости. Најпрво ја поздравам Милена. Милена, добро утро. Христос воскресе, за многу години. Навистина воскреса, за многу години Цеце, за многу години драги гледачи, ви посакувам здравје, мир, спокој во вашето срце, во вашите домови. Исто така верувам дека ќе внесеме позитивна енергија, посебно затоа што имаме прекрасни млади гости. Денеска на трет ден Великден, вака убаво украсена трпеза со великденски јајца како што доликува. Така е. Па Цеце, откако ќе си ги представиме гостите, мислам дека треба да започнеме со на традиционално чукање или кршење со јајца. Да, не им го најавивме тоа, ама сега тоа е. Ние прво да им посакаме топло добре дојде. Веднаш до мене е доктор Михајло Милевски, кој што е специјалист по ортодонција. Добро утро и добре ни дојдов. Добро ве најдов. Благодарам на поканата, чести задоволство ми да бидам дел од вашата емисија. Добро утро на сите гледачи на Канал 5 телевизија. Мислам дека прв пат сте во Здрава Македонија во студиото и баш ми е драго за тоа. Некако долго го договараме вашето гостување, има многу што да зборуваме за ортодонцијата, малку повеќе да ја објасниме вашата професија, се разбира се што правите на клиниката, какви услови има, дали можеби нешто треба да се подобри, да упатиме некој апел, имаме доволно време да разговараме за се. Секако, да. Веднаш до вас е Јана Спирковска. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро и ви благодарам на поканата. Како и секогаш има позитивна енергија во студиото заедно со вас. И со тебе секогаш е пријатно, баш со задоволство секогаш таканиме во студиото да ни донесеш и ти позитивна енергија. Имаме и со тебе доста работи кои што ќе ги зборуваме, кои што ги работиш, нешто ќе најавиме ексклузивно во Здрава Македонија, можеби ќе запееме, не знам ќе видиме, ти ќе пееш, ако може. Ние ќе снимаме. Сите заедно. Да, во секој случај ќе имаме во дружење и со тебе. И веднаш до тебе Марко Тасевски, кој што е тату артист. Добро утро и за тебе, добре ни дојде. Добро утро, добро недов. Со тебе мислам дека овде во студиото не сме се дружеле, ама имаме дојдено кај тебе во студио. Да, имате да. Да. Не знам колку време постои емисија. Не знам дали имам дојдено тука. Но, 20 години. Не, имам дојдено, Мислам дека имаш дојдено? Со друга постава водител имам дојдено. Да, и друга сценографија претпоставувам, не беше оваа. Супер, и со тебе имаме доста интересни работи за зборување со оглед на тоа дека неодамна се случи тетовирање по тотална анестезија, ама нема тоа веднаш да го зборуваме, како што кажа Милена, прво да си почнеме ние со кршењето за јајца. Јас вака се облекол, вака Марко до мене, да не добие некоја идеја, се шегувам, да не се налутиш. Да, ова се нашите великденски јајца, се надевам дека додека Милена како права домакинка ги донесе. Како права домакинка, нормално нема да ги спокршам. Ајде, шареното ќе го одберам. Ето за ја. Јас индиго ако може. Сега, јас последното ќе го земам. Нека одберат Михајло и Цеце, тоа што ќе остане за мене. Ајде, докторе, еве ова розевкото. Ајде. Па ќе видиме кој ќе победи. Може ова за да. Кој е дрвено? Како е сега редот? Немаме дрвено. Не кажавме што ќе добие победникот. Цеце. Едно прашање екстра. Значи подобро не победи. Имавме пред некој ден отец кој што кажа дека е подобро нели некој да остане со скршено јајце наместо со здраво, зашто тоа значело здравје, така што. Да, молам, значи посилно. Како е редот сега, како да почнеме? Јас мислам гостите да си почнат меѓу себе, па ние во финале. Немам среќа. Ето. Двете се скршени. Двете се скршени. Ајде, јас се дадам. Ма двете се скршени. Двете готово? Да. Значи ќе имам здравје многу. Чекај да видам. Добро. Кај мене врвото Јајцето здраво. ќе го пофалите или по традиционален начин го правев? Значи може да го покажеме. Браво. Многу добро изгледа. Која камера? На осмица? Ето така. Многу добро изгледа. Значи Милена како што кажа права домакинка. Браво. Сама ти се пофала, мајде. Фала Цеци, ти ме пофали, да ни речам сега. Ете, добро. Ама има некои финти нешто, јас не разбирам. Ајде, пак сега пак двете се скршија. А Цеце, како Не, јас чекам финале, рек. А јас мислам дека Цеце треба сега со тебе, да не... Четврт финал. Има и доктора тука една Има некоја страна. Да здрава почнам со Ајде, него. повели. Па ајде, ако има тогаш. Ајде. Цеце, ајде. Ајде се видиме ние втора рунда тука. А чекај, ако победи некој од вас, значи ние треба вас да ве прашаме. Не мора. Оде може. Твоето е здраво? Здраво. Од едната страна. Здраво Македонија, и моето е здраво. Чекај ќе дојдем. Сај дојди са помала си ти така. Ајде, ќе станам да се види оваа тоалета, Да се види. молам, чекај. Ете така. Чекај да видам. Значи јас најнездрава испадна. Немам.
Значи Цеце, да видиме од двете страни, така? Да. Епа тоа, почитувани гледачи, сите прашања ги поставите на Цеце. Да, ете така. Епа Цеце сега ти ги смисли правилата, извини. Чекај вака, ова се го оставам. Ете, така. Ова е стрекното јајце за денеска, така да тоа, дечки, извинете, ни баш сега немој да долго влекуваш, па да нема време да те прашат. Ајде, почнете вие па јас. Ако имате поредно прашање за неа, слободно си го поставите, па да продолжиме со главните. Ај, нека си мислат сега, чекај, јас да почнам со овие сериозни. Ајде, имате време. Може, јас сакам со Марко да почнеме со она што го спомнав пред малку, дека неодамна се случи тетовирање по тотална анестезија на една од приватните клиники кај нас, изведено со целосен медицински надзор и професионален тим. Сподели ни. Да, значи не прво да појаснам, не е прв пат у Македонија, се има случајно од моите колеги. Прв пат е у таа болница ние кај што работевме, прв пат ми е на мене, прв пат на клиентот. Првиот што беше нормална желба на клиентот. Многу не нападна. Сега не знам дали да се бранам општо, зашто не сме криви, но многу не нападна период. Добро, може да ги опфатиме сите работи, нели се што е интересира. Премногу колку хейт коментари не сум имал никогаш, ама не орска, може да очекувано. Прво ќе кажам дека е негова желба. Значи ние нема сигурно да сакаш доеш ти ја статуираш кај на студија, ја ти кажам тотална анестезија. Мора под анестезија. Да, не мора, тоа клиентот кога бара и е спремен да плати болница и артисти, зашто да не го прифатиме тоа? Да. Бидејќи он тоа што го истрпе цел грб, а човекот е 2 метри, значи огромен е. Мислам, огромен е грбот. Тоа он што го истрпе, тој го истрпе, успам беше. Што би требало да го истрпи, не е возможно, ја гледа, сеќам, извинете, вака утринска, некој да го издржи без тотална анестезија. Тројца у исто време. Не е возможно. Најакиот да си, нема да издржиш ни до пола. И сега човекот беше поради работа, устранство, живее, едноставно убрзан ти е процесот, го оправдувам зашто го направи тоа. Убрзан ти е процесот, у еден ден имаш цел грб, не трпиш болка никаква. Да, значи он кога се разбуди, имаше болка у колената и у рамењата, зашто у иста позиција беше легнат на стомак. Да. Никаква болка немаше у грбот, после тоа кога чеше, кога се љупи, супер пројде се, 2 смени на анестезиолози имаше, зашто ние 9 сати го работевме. 9 часа, да. А од кој аспект беа негативните коментари, не можам да се било негова одлука? Дека било многу ризично, 100% беше безбедно. Мислам, сите испитувања се направија пред тоа со него и цело време беше под надзор. Дека ја еве сега да зборувам за нешто што не се разберем, нормално е дека ќе се грешни моите ставови и размислувања. Тоа го зборува луѓе што не е нивна дејност тоа. Така. И ја не вратив ни еден коментар, баш зборував и со анестезиолозите, нема потреба да се правдаме за нешто што не сме. Ако е медицински оправдано. Негативните коментари беа како Да, негативните коментари беа како вие си играте со човечки живот. Значи јас сум имал до сега негативни коментари и не ми е проблем. Ама друго е негативен коментар било каков друг, ама друго е кога те набедува дека си играш со човечки живот. Тоа е малце сериозна клевета и сериозен хейт коментар. Да, затоа веднаш споменав дека ова тетовирање се работело под целосен медицински надзор и дека секогаш кога пациентот се одлучува или докторите кога одлучуваат дека треба да има анестезија, апсолутно има тука цел тим кој што стои без разлика за што станува. Како прават жените надградби и тоа е по тотална анестезија. Да. И тоа никој не зборува, нема хейт коментари. Само што многу отидовме јавно со ова. Неарска. Секој чува добро, за 3 се задржавме малку повеќе на хейтот, луѓето се тука да си кажат секогаш, нели? Ние сме тука да дообјасниме, но какво искуство беше за тебе ова? Поразлично и многу поубаво, искрено, зашто јас сум научен у студио да си правам пауза на саат време. Сега немав пауза, направам 7 сати. И научен сум да ми мрда клиентот, да ми бара паузи. Да. И да тетовирам со резерва, значи да не е она фул. Така. Да чекаш реакција, нели? Да. Чекај боле малку. А сега бев опуштен тотално, тоа е одлично. Работам како што сакам, без осет. Само што малце тензично, ми беше топло искрено у салата, зашто капа, мантил, изборам многу зашто немате маска, не
хируршка интервенција за да имаме маска. У студио зашто не носиме маска? И такви коментари имаше. Ама не разбираат кога се користи маска. Не се користи маска за татуирање, само колку 5 коментари имаше за маските. Невидно. Супер искуство, поразлично и сигурно ќе се повтори пак зашто има многу заинтересирани за понатаму. Има заинтересирани. Дури истиот клиент. Истиот клиент? Како тој се чувствува денес? Вчера се слушнавме. Не може да престане. И нервозен беше малце со хейт коментарите он. Па да, верувам. Супер, почнал да работи пак. Недела дена беше одморен. Добро. Ќе зборуваме и понатаму за твојата уметничка приказна. Ќе се префрлиме малку на докторот, Јана нема да ни замериш. Може ли за почеток да објасниме што точно опфаќа ортодонцијата и кои се најчестите ортодонски аномалии? Така. Значи, најпрво, ортодонцијата представува специјалистичка гранка од областа на стоматологијата, која што се занимава со проучување на растот и развојот на зъбите, на забните лакови, виличните коски, виличниот, односно темпоромандибуларниот зглоб, мускулите и останатите ткива и органи кои што го сочинуваат, ние го викаме орофацијален систем, потоа различите фактори кои делуваат во нарушување на тој раст и развој и доведуваат до појава на неправилности, односно еве народски кажано искривени зъби. Ние ги викаме ортодонтски аномалии или малоклузии. Нивна превенција, диагностика и секако соодветна терапија, односно третман. Секако дека спектарот на ортодонтски аномалии е многу голем. Па така, тука спајаат неправилности на поединечни зъби од типот на ротација, односно извртување, инклинации, искривување на поедини зъби, па до неправилности од типот на зголемен или намален број на зъби во устата, тоа се вика хипердонција или хиподонција, неправилности во големина, во облик, потоа во структурата на зъбните ткива и секако доста застапените неправилности во денталните лакови, како што е збиеност, кога немаме доволно простор за сместување на сите зъби во вилицата, растреситост, кога имаме простори помеѓу зъбите или диастеми ги викаме тие, понатаму малоклузија втора класа, тоа е кога долната вилица не е доволно развиена во однос на горната или кога горните зъби се истурени, сврлени према напред. Понатаму малоклузија трета класа, кога долната вилица е таа која што доминира, буквално е исфрлена како фиолка према напред во однос на горната вилица. Потоа имаме и еден куп на аномалии, како што е вкрстен загриз, отворен загриз. Кај отворениот загриз горни и долни зъби не се допираат, значи постои простор помеѓу горните и долните зъби, дали тоа во фронтална или во бочна регија, длабок загриз, кога имаме прекомерно преклопување на зъбите и така натаму. Да, има значи доста состојби кои што вие ги работите. Точно. Верувам дека за многу од нив потребна е можеби финансиска подготвеност за да се решат некои од тие ситуации. Колку државата во овие случаи им помага на тие пациенти? Така, секако. Значи, во принцип ортодонцијата се работи во приватни здравствени установи, секако функционира и ортодонцијата во склоп на стоматолошки клинички центар во Скопје, без разлика на институцијата, дали стане збор за јавна или приватна здравствена установа. Фиксната ортодонтска терапија конкретно не спаѓа под товар на Фондот за здравствено осигурување. Она што спаѓа под Фондот за здравство се мобилните ортодонтски апарати или оние подвижни ортодонтски апаратчиња. Точно така, до 18 години. Значи, на товар на фондот следуваат 4 ортодонтски апарати. Значи, кај деца до 18 годишна возраст и тие апсолутно се бесплатни кај пациентите, секако доколку постои соодветна индикација и потреба да се изработат. Да, добро. И нашата ординација исто така има договор со фондот, како и многу ординации, така да исто така прегледот оди на товар на фондот и изработката на овие мобилни ортодонтски апарати. Сега доколку постои некоја посложена аномалија или потреба за фиксна ортодонтска терапија, тогаш пациентот финансира од сопствен джеб. Да. Добро. За жал не може секој да се обезбеди, но така, да. Кога станува збор за зъбите, навистина е многу важно, бидејќи од таму потекнува целокупното здраве, велат. Точно, да, и потребата е се поголема во денешно време. Трендовите се различни за разлика од порано, веќе секој сака да има убава, совршена насмевка. Родителите уште од најмала возраст сакаат децата да имаат убав изглед на зъбите кај своите деца, така да се поголема потребата за ортодонтски преглед кај уште од најмала возраст, што е добро. Свесноста е многу поголема за разлика од порано и потребата од ортодонтски третман.
Супер, одлично. Сега ќе преминеме на Јана. За музиката пред да почнеме кажа дека за Великден во неделата имала настап. За жал не можела да отиде во црква точно на полноќ, иако го сакаш, нели, тој обичај и таа традиција кај нас. Настапите се почести, но и проектите на кои што работиш, што е она што сега во моментов го правиш? Да, така е, навистина бев тој ден на настап, бидејќи обично секој Велик ден многу луѓе нели се собираат во црква и после тоа продолжуваат некаде на забава. Треба некој да ги направи тие забави. Мислам и нели повеќето и постат и после постот сакаат негде да излезат. Така што тој ден бевме до кај 3 часот по полноќ, така што се вратив дома околу 5 часот и да речам не бев спиена тој ден. Ама сепак си поминавме преубаво, имаше многу убава атмосфера, луѓето беа загреани, сакаа да пеат. Едва чекале забава. Да, дефинитивно се гледаше по нив. Инаку, мај е период кај што почесто имаме и настапи, бидејќи тука имаме и приватни прослави. Пред некое време почнавме и забавни свадби да свириме, бидејќи малку се промени стилот на свадбите што биле порано и сега, да речам. Сега не се само со народна музика, како што биле порано, туку мешано. Повеќето сакаат да има народна музика, но сепак да биде пократко, па потоа продолжува, да речам, забавното. Така што мај ќе биде поисполнет месец, дефинитивно, и планираме можеби да направиме некои и преработки дали со бендот, дали јас почнав во последно време така да снимам на некои различни песни, бидејќи сакам да гледам што повеќе професионални видеа да направам од аспект на тоа што кога ќе стави некој дали снимка од настап или слично, не може убаво да се долови или да се слушне вокалот, отколку ќе се сними малку по-професионално. Така, кога сме на тема преработки, навистина направи, ако не се лажам, 4 преработки. Сега ти се за последната српска една, ама ќе слушнеме една македонска преработка, бидејќи не сакаме да тамачиме толку рано да пееш. Ама сакаме да ги разгалиме вака малку гледачите со твојот глас. Може ако е веќе подготвено видеото да го слушнеме и да го погледнеме. Да, еве пристигнува од режија наваму за некоја секунда. Нема да го слушаме ни? Па би требало да го слушаме. Ангелско лице и немирен зрак, прекрасен ден е на повидок пак. Ми мирисаш на пролет, ми мирисаш на дожд во пролет, на мене врели усни врежува трага. Мислата твоја, зборот твој душа ми гре. Ти си та што ме буди секој ден. Допирот твој, ликот твој душа ми гре. Секој ден, секој ден, секој ден. Да, ние малку се забавитевме тука, ама дефинитивно го слушнавме ова кратко музичко парче. Дали случајно ја одбравте оваа песна? Па, случајно се договоривме да снимаме 3 песни, бидејќи дечкото што свири на гитара не е од Скопје, од Битола. Додека е тука, да завршите. И вика, веќе ако доаѓам да снимаме повеќе видеа. И решивме да има 2 англиски песни и едната беше македонска, но по случајен избор беше Лебедот бел од Нокаут, а баш видов дека и Нокаут има ставено како некој тип на аудиција за сите кои што сакаат да учествуваат, бидејќи Отворен повик. Отворен повик за учество во концертот, на 9 мај. Бидејќи нели ќе прават 30 години од нивно постоење, така што случајно испадна јас да ја снимам Лебедот бел, не беше испланирано, ама беше баш во тој период каде што можеше да се објави видеото за
конкурсот всушност, така што нема резултати, така? Да, нема некои резултати. Ето, ќе го поздравиме Пере. Убаво нека го прегледа тоа, ако не го прегледа, ама верувам дека го видел, сигурно те споделил да, ни коментира исто коментари да стигнале до тебе. Супер. Ќе зборуваме со тебе повторно за музиката и она кое што сакаш да го најавиме за престојниот период, освен свадбите. Маторски прослави, се по нешто има. Се поред, да. Ќе продолжиме со Марко и со тебе имаме доста работи да најавиме, бидејќи подготвуваш документарец насловен како тетовирана историја. Зашто станува збор, што се ќе може да се види таму? Вака. Се надам ќе излезе за многу брзо, го спремаме више долго време. Добра. Се чека уште интро на проектот. У принцип тоа е буквален превод. Тетовирана историја. Првата епизода се работи за Стоби, археолошкиот локалитет. И ние 20 на 30 минути сакаме да биде епизода. У првата епизода се снима локалитетот, имаме историчари двајца каде што зборуваат за локалитетот и мојата страна е каде што јас таму тетовирам пауното 10 денарката. Не знам дали ви текнува дека има пауно на 10 денарката. Тоа го има таму у Стоби. Така да баш ја имам сцени кај што сум амфитеаторот у средина. И некако преку урбано нешто, преку тетовирањето, младиве да ги подсетиме за нешто што треба да знаат, некои информации што треба да ги знаат и за Стоби и за се. Се кладам дека пола не знаат. Значи ќе биде баш едукативно. Пробуваме да биде, да, ама не премногу да, зашто ако има премногу информации, за жал ќе биде можеби досадно за гледање. На младината. Така да преку тетовирање, преку нешто да биде кратко, 20-25 минути. Каде ќе може тоа да се гледа и кога? Добро, не знаеш кога, рече, се уште се надам за недела дена ќе биде. Па тоа е доста брзо. Не, ќе биде интрото, па планирам промоција. Мислам брза и нас. Па планирам промоција. Сега ќе го понудам на некој од телевизиите или некој од платформите, ако го земат проектот. Супер, ако не го земат, ќе го објавиме на YouTube само и тоа. Да, на твојот YouTube канал предпоставувам, каде што си веќе активен. Не, друг YouTube канал јас имам за подкаст мој YouTube. Да, мислам дека тоа си е друго. Не сакам да ги поврзувам тие два. Добро. Па после втора епизода у план е Хераклеа и така натаму. Кој ти беше најинтересен дел од процесот на снимањето на документарот? Освен тетовирањето. Се ново ти е. Да. Тоа ја се осетив како гладиатор, таму гладиатори се борели тепале со лавови. На времето, у тој амфитеатар, јас седам, тетовирам. Да. И баш имаме сцена кај што, не знам дали сте огледале филмот Гладиатор со Расел Кроу, да. Има сцена кај што допира тревата, па тука му ида музика, таква сцена направивме ние. Значи македонскиот Расел Кроу. Значи, не, далеко од него, ама добивме инспирација од многу сцени од Гладиатор. Да. Браво. Супер. Супер, баш ете убаво искуство и драго ми е што Да, добра инспирација. Да, драго ми е што малку излегуваш од рамките и не си само тату артист кој што седи во студио и работи. Одиш и на приватни клиники, татуираш, снимаш документарци, подкаст имаш. Можеби понатаму ќе размислиш и во некое друго поле да се осториш како актер. За уште некое друго. Се шегувам. Во секој случај браво, одлично што сакаш ти до младата публика да допреш, која што можеби не толку е информирана за нешто што е дел од нашата историја. Нели? Како што сам кажа, дел од нив можеби не знаат што точно значи, што точно се случува. Така што се надеваме и во образованието дека ќе се посветува малку повеќе внимание и време на тоа. Се надевам. Да. Докторе, да продолжиме со вас, ако може да ги објасниме разликите помеѓу мобилни и фиксни апарати и кој повеќе помага, ајде така да се изразам, бидејќи често во народот нели ќе слушнеме дека фиксните апарати се дефинитивно нешто што треба сите да го користиме, мобилните можеби не толку. Но каква е ситуацијата? Во однос на тоа не би се согласил, значи и фиксните и мобилните апарати си имаат своја индикација, своја примена и секако свој бенефит. Нормално со правилна соработка од страна на пациентот и на родителот, доколку станува збор за дете, што значи дека мобилните апарати и то како имаат
голем бенефит, но секако доколку пациентите се придржуваат на упатствата кои што ние ги даваме, многу е битна мотивацијата како на пациентот, така и на родителот, и соработката, односно мобилните апарати се подвижни апарати. Тие се ставаат и вадат од устата на пациентот, што значи дека ние не можеме многу да влијаеме на тоа колку детето ќе носи. Нормално ние зборуваме, ги мотивираме, меѓутоа сепак родителите се дома кои што тие треба да обрнат внимание на нивното дете, колку тоа се придржува на нашите совети, упатства и препораки. Значи треба да се носат цела ноќ и од прилика 6 до 8 часа во текот на денот, што и не е така малку, но сепак со редовно носење и со редовни контроли на ортодонт, значи секако дека ќе имаме задоволителен резултат. Секако кај потешките аномалии и кај повозрасните пациенти, значи во предвид доаѓаат и фиксните протези, кај кои што резултатот е секако поочекуван, попредвидлив, бидејќи тука го немаме тој фактор на соработка од страна на пациентот, секако дека и тука е битна соработката, меѓутоа не толку како што е со мобилните апарати, бидејќи тие се бондираат, односно лепат за забите и практично тука нема бегање, значи мора да додат еднаш месечно или на одреден период на контрола. И така, и сега имаме различни видови на фиксни апарати. Има метални брикети, значи тоа се фиксни апарати кои што се ставаат од надворешната страна на забите и тука пациентите бираат боја на гумички, односно лигатури, па им се прави тоа да биде поинтересно за нив. Може би малку полесно ќе ги носат. Да, и да бидат поприфатливи за нив, а кај возрастните пациенти тука секако алтернатива е и порцеланските или керамичките брикети, значи тие се помалку видливи, под лингвалната техника. Колку чинат од прилика тие вака да видиме? Кој може да си дозволи? Па, значи цените на фиксните апарати одат од 400-500 евра па нагоре од вилица. Значи пак тоа индивидуално зависи од тежината на случај, зависи од типот на брикети, значи дали се метални, дали се порцелански, но се керамички, потоа имаме лингвална техника. Значи кај лингвалните протези брикетите се лепат на трешната страна на забите, значи према јазикот, тие воопшто не се познаваат, секако дека тие се исто така поскапи. И најновиот тренд тоа се алајнерите или продзирни исправувачи на забите. Значи тие се како фолии, транспарентни фолии кои што се ставаат на забите и кои што со осветен притисок, значи делуваат на исправување на забите. Секако дека е многу битно и тие да се носат, потребна соработка, имаат многу поголем, даваат поголем комфор во носењето и помал број на контролни посети и секако се многу поестетски. И тие се всушност и најскапите. Па би рекол да. Што се однесува кај децата, родителите малку оние кои што можеби не забележуваат, што е она што треба да го видат кај децата и навремено да отидат, за да не мора да се стигне до таа фиксна протеза, туку неправилностите да се спречат и средат со... Да се превенираат навремено. Всушност, првиот ортодонтски преглед се препорачува да биде некаде на 6 до 7 годишна возраст. Тоа е периодот на почеток на рана мешовида дентиција, кога започнува смена на млечни со трајни заби. И тогаш веќе може во рана фаза да се детектираат, да се регистрираат одредени потенцијални неправилности, некои лоши навики кои што перзистираат кај пациентот, како што е дишење на уста, го викаме тоа незрело или инфантилно голтање, кога имаме тискање на јазик према напред при голтање, цицање на прст и така натаму, потоа некои скелетни аномалии кои што може да се препознаат уште во најрана фаза и тука во овој период може да примениме и одредени рани, така наречени интерцептивни мерки, со кои што би ја спречиле аномалијата уште во низиниот зачеток и затоа што се вика и ран ортодонтски третман со одредени типови на методи, техники од типот на миофункционални вежби, значи ги инструираме децата како да прават одредени движења со устните, образите, јазикот, самостојно или со одреден вид на помагала, со кои што се јача тонусот на мускулатурата во лицевата регија, за да се постигне еден оптимален амбиент за правилен раст и развој на денталните лакови. И секако тука се и мобилните, фиксните апарати и сите останати терапевски мерки кои што ги имаме на располагање. Како стручно ни објаснивте, супер. Да, ама ова е многу важно, навистина, затоа што може да пречи и во говор кај некои деца. Неправилност, многу и други работи понатаму кои што треба да се спред. Да, неправилното дишење може да има реперкусии понатаму и на значи целото системско здравје, значи на недоволна оксигенација на организмот, значи дишењето на уста,
е проблем кој што го не го имаме само ние, значи тоа е проблем кој што го имаат и оториноларинголозите. Значи дишењето на уста ни дава и недоволен раст и развој на вилицата. Значи се е тоа поврзано. Па страда и срцето и други органи, така што е се поврзано, така е. Да. Мислам дека Јана носеше протези или сум грешила? Да, имам носено во Со оглед на тоа средно. дека биле фиксни, не ти требала некоја мотивација. Да, Што дефинитивно. вика докторот? Ама јас искрено немав некоја преголема потреба, ама сум многу перфекционист па ние кога е девојките, во се прашање најдеме се. насмевка Да. и завида. Мислам дека стварно е многу важно и дефинитивно му даваат различен изглед на човекот, пошто секој сака кога ќе има убава насмевка, дефинитивно. Апсолутно, да. Ти најаваш нова песна со Андри Ник. Да. Сега морам да ги потсетам гледачите дека нема артист во моментов кој што ни дошол во студиото кој што не кажува дека работи со него. Андреј Цар, ја го татуирам Да, Андреј. ете. Баш поврзано со следно тема, треба да. него да го викнеме, да видиме Да, што да, е треба, толку стварно. фамата да кажеме ајде околу него, па што е толку специфично. Ќе го викнете, ќе ви извини што ти сумашав. Нема, Баш ќе нема видите, да. Да, верувам. Инаку стварно имаме добра соработка, мислам и сите што работеле со него имаат позитивни коментари, бидејќи некако дали не гледат сите првично какви сме како личности, па знае што ни одговара и знае што најмногу би ни се допаднало. Така што со него дури излегувам и од некоја комфорт зона, можеби Сите тоа го кажуваат. со следнава песна. Еве сега видов дека баш извадија и хит нели со Young Diddy, новата песна Така што е. им беше стварно предобра и сите убаво ја прифатија. Така што Лидија. Да. Ние еве сега сме на крај со некои финеси што треба да се додат. Искрено потешкиот дел ми е снимањето спот. Зошто? Па и бара доста голема организација и треба сите да се вклопиме некако да има различни изгледи, нели сакам нешто да направам поспецифично, дали да биде со шминка или фризура, да видам малку да сменам во тој аспект, да излезам од комфорт зона и ќе видиме. Се надам дека за кратко ќе пробам да снимам се. Супер. Го имаме ли барем насловот на песната или? Да, песната ќе се вика Стобакнежи. Стопакнежи. Да. Баш убаво. Имаме таква песна. Да. Таков Баш наслов убав барем. наслов. Да, Супер, па значи сакав летово? да е поразлична. Летово да ја очекуваме? Да, мислам пред дека ќе почетокот биде, можеби. да, дефинитивно. Добро, супер. Можеме сега да се префрлиме на Марко. Кажете дека си го тетовирал Андреј Ник, нема да прашам што, туку ме интересира кој е најспецифичниот случај или клиент кој што дошол кај тебе. У која смисла најспецифично? Со најспецифични барања, ајде да на кажеме. тоа, нешто што е за утринска. Па сега не е за не се Добро. Ќе ни кажеш за време на реклами. Да. Не е фер кон гледачи. Ајде сега нешто. У последно време на ова ми текнува во Германија кога бев имаше гром на цела фаца, значи вклучувајќи бричав веѓа, на капакот тетовирав, на носот и на устата. Ти беше малку повеќе страв да Не, речеме не, зашто си ја знам кожата, ја знам машинката, си ја знам раката, само што ми беше ново искуство да тетовирам на капак на око. Да, Зашто тоа сакал да тетовира? Го Не, некога, Мислам, ако стварно. не ми каже сам клиентот зошто Не не го прашуваш. прашувам. Аха. најпаметно, затоа што не знаеш кој каков одговор Ќе ќе се ти даде. научи. Може ли да видам на раката што имаш истетовирано? Мислам и да забележиме на камерата. Аха, птица е. Да. Он вака си изнаоблекол, ништо не може човек. Да, стварно, до тука покри. Уште еднаш. Аха, браво. Ете така. Што е тоа, чекај, јас до тука не гледам баш. Со повеќе бои. Да. Од Баш е тему се убаво. сите. Од тему се боите? Добро. Не се вистински. Не се приметува. Мислам дека нема веќе табу теми кога станува збор за тетоважите или какво ти е тебе искуството? Мислам дека нема. Така? Сигурен Се сум дека тетовираат и возрастни И така? Па Не е е- само дека Да. помладите, да. Па не само од 16 смеат уствари со дозвола од родител. Така е. Од Како и 16 за се 17 друго. до не знам ајде. 80 може да ми е највозрастниот. Да? Нема предвиш. Барем не осеќаме. Добро. Доктора, вие имате ли тетоважа некоја? Не ми личи така како да имате. се облекле во долги ракави не, затворени, немам. ништо не можеме да видиме. Не сум Но. размислувал искрено.
Немате ништо против, верувам. Да, не, и да имате, нема да се налуѓате. Не, апсолутно не. Мислам, секој има право, тоа е собствено човечко тело да се одлучи за себе. Да. Јас не сум ставил, можеби затоа што не знам што понатаму, дали можеби потоа би било криво за некој да тоа важа. Не сте биле доволно сигурен. Да, веројатно може би тоа. Али сепак сега постои устранување да тоа важа и секакви методи. Ајде сега да не ветираме да се пробираме, нема врска. Не, добро, тоа не е 100%. Ако општо размислуваш, но тоа не стави воопшто. Не се... Па да, за сега не, понатаму, здрави Боже. Зашто сепак узна може да остане слично. Да, знам, да. Марко, а дали е вистина, сега немаш ти да кажеш во името на другите, но и тоа од искуството, дека ако некој почне со една-две веќе не може да запре, бара се повеќе и повеќе мислите ми ги прочита, истото сакам. Значи, тоа е тоа. Да. Познат мојавет, ама 80% може да е вистина, да, ама има многу познам што останале на едно. Па Значи, јас нормално познавам, исклучоци. да. Има некои што сакаат мали, невидливи, нели така. Или може нешто што им значи. Нешто што Да, нешто символика што има за нив, за нивниот живот. Ама факт дека ако почнеш, поголеми се шанси да сакаш уште, еве имам сега прошлата недела ми беше еден клиент, он има 40 на години. И го залажав на фризер, бевме заедно на бербер. Го залажав? Не, така нешто испадна, стави малецка татуажа, значи до 40 немаше ниедна. Стави малецка, нешто во лицка. Аха. И сега има Шајде кој ќе те гледа. татуажи у Да? година дена. Колку има? 15-тини тоа големи, цел грб го направи. И ми вика, Марчо, тогаш да не ме залажеше, немаше да става. Па не ги залажувај луѓето, осте сами да До бъдат. 40 години истарал без татуажи, сега до крај на живот. Нова година, нов јас. А има ли некој кој што доаѓа и вика сакам да се тетовирам, а појма немам што? Супер се ти е, има многу често, Да? особено у последно време, зашо валјда види, тоа е супер. Еве, јас сум таков, ја кога се тетовирам сега кај некој од колегите, зашто знам дека максимумот ќе го даде артистот кога ќе му даеш комплетно целосна слобода. Така. Обично се случува тоа по надпревари кога одиме, еве сега ми понудија пред некој ден, заинтересиран сум за надпревар да ме земеш мене, прави што сакаш. Мислам тетовираме што Така, така, да. Значи, па добро, поголема слобода имаат бидејќи вие сте уметници. Да. И ова што го правите е невидена уметност, реално. може би, Не може не знам, секој да не го знам, направи, може да го нацрта, да го истетовира. Мислам, стварно треба да се има Така е. таа уметничка Да се изрекламирам душа или татуажата, нота. ве молам, ако сега не изрекламирам никогаш. Колегата поведомо за тоа Јас многу знаеш дека не знам расположен. што пишува. Дали, верувај. Добро, обично не зборам за моите татуажи, ама сега така испадна. И па сега ти се извини, си се облекла во фустан со ракави до тука, сакаш да. неќеш. Мораме тука да направиме на кратка пауза, таман да збориме за другите татуажи што не ми се гледаат, ама потоа се враќаме во студиото.